се допадна концертот на Палиндром? Многу добар концерт, некако онака баш интимно собрани луѓе, јако повеќе луѓе се собрани го што очекува. Ама се беше по протокол. Да, се беше под протокол, многу добро организирано. Искрено мене многу ми се допадна. Бев пријатно изненаден, не дека не очекував добро, ама вистина до ова ниво. А како ти се допадна изложбата на Бранкица? Исто така многу добро, не бев запознат претходно со Бранкица, со уметникот и стики да прв пат гледам, многу се гледа уникатен стил, исто така многу се свија како се прикажано. Фала ти многу. Здраво Мартина, како ти се допадна концертот на Палиндром? Одличен беше концертот на Палиндром. Едва чекав да ги гледам. А дали се почитува сите мерки? Да, главно. Како ти се допадна изложбата на Бранкица? Одлична е Бранкица и УМКЦ имам гледана и секад и сакам незините дела. Добро, фала ти многу. Здраво Јасмина, како ти се допадна концертот на Палиндром? Супер. Дали беа сите мерки за коронавирус запазени? Не, запазени сите беа на дистанција, убаво си помина. Како ти се допадна изложбата на Бранкица? Многу креативно. Мислам, многу концепт. Што мислиш за Млади за Скопје како иницијатива? Предобро нешто, криво ме што не постојат повеќе настани, што не знам, мислам сега такви се условија во државата, ама општо мислам дека младината треба многу повеќе да се заангажира за да проложат вака на овој начин луѓето да се не знам, наставно да уживаат у македонска музика, уметност, као концепт топ. Фала ти многу. Фала ти. Здраво Стефан, како ти се допадна концертот на Палиндром? Прекрасно, динамично, енергија си баш со одлични Палиндром, само штета малку имаме заборавено како чувство да се игра, значи таа енергија имаме изгубено, ама се надам дека после ќе се вратиме појако, спремни, јаки. Како ти се допадна изложбата на Бранкица? Кажам искрено, не сум ја видел уште, да допјам па, значи треба да би треба. Што мислиш за Млади за Скопје како иницијатива? Мислам дека треба да продолжи, сега веќе ние сме можеби постари, ама како што доаѓаат генерации, се надам дека со тоа ќе се покрene иницијатива за оваа музика, за оваа уметност и така натаму. Че тоа е тоа. Се надам дека ќе продолжи, нема никош да прекине. Фала ти многу. Фала ти многу. Живели. Покрај тоа сега месец имаме настан, имаме една свирка и изложба и се осврнуваме на една општествена тема која во моментот нас не интересира, не боли, не копка или нешто такво. Претходниот месец темата беше околу позицијата на жената во општеството и сите проблеми кои произлегуваат од општеството и за жал нели сите сме свесни што се случува последниве недела-две со јавна соба и со сите тие негови работи. Овој месец темата ни е безбедноста во сообраќајот и сообраќајниот хаос, поттикнат еден немил настан во кој ние загубивме нашата другарка, нашата сестра Тамара Тодоровска и не знам баш нешто паметно да кажам ни за една од овие две работи, а мислам дека малку као луѓе треба малку поише да се пазиме меѓу себе. Така ми се чини. Тамара ни беше другарка и сестра која многу ги сакаше овие настани, ќе обожаваше да биде вечер овде. И низината и професионална и пријатна окупација се работеше на тоа да помага некому. Професионално на луѓето, приватно на секој животно што ќе сретне на улица. И сите кога знаевме, мислам дека имаме прекјутно одлучено дека нема да ја тажиме, туку ќе го славиме она што Тамара ни го остави како поука, тоа е дека треба да се сакаме меѓу себе и да се пазиме меѓу себе. Во каков вид, форма и број да доаѓаме. И затоа апелирам на сите овие секоја општествена тема која ќе фатиме, сметаме дека е доволно важна да се разговара и сите да бидеме свесни. Верувам дека
поголемиот дел од луѓето што сме овде сме свесни. И сега, како што реков, одлучивме дека нема да е тоа тажна нека тема, туку ќе го правиме она што најмногу го сакавме да го правиме, да излегуваме и да се дружиме вака, затоа правиме свирки.